Добро вечер во анализа, добро вечер и за мојот гостин, доктор Методи Чепреганов, Благодарам за невропсихијатар. поканата. Ви благодарам што сте ни гостин. Имате објавено 63 монографии, тоа ми го кажавте на почетокот на оваа емисија. За мозок. За мозок. Исклучиво мозок, да. И заради тоа и ве барам, ве викнав за менталното здравје во време на COVID. Да. Постојано говорите за нарушувањата кои се алармантни еднакво како и физичките, значи говориме за менталното здравје. Страв, загриженост и стрес се нормална последица со COVID пандемијата. Сепак, како македонските граѓани, како им делува на македонските граѓани, како тие реагираат? Одлично. Значи, не би ги издвоил македонските граѓани од институцијата страв, односно стрес. Ние живееме секој ден, сите на мајката земја планета, со некаква стресогенна состојба, акутна или пролонгирана. Ја за стрес имам, заедно со Костовска, 4 книги напишано. Дори и ова е стрес. Во COVID пандемијата, тоа ми беше зборот. Да. COVID пандемијата е една силно стресогена, пролонгирана, живото загрожувачка состојба. Тоа не може да му биде никој. Умреа милиони луѓе и така натаму да не травматизира. Во Македонија е огромна смртноста. Во Македонија ја мислам дека во цел свет има смртност, ние малце препотенцираме работите. Статистиките покажуваат Македонија дека е алармантна. Во што е проблемот? Секоја пролонгирана стресогена состојба која го пореметува интегритетот на една или од стресот, што е че да му е? Вербалната агресија најчесто. Вербалната агресија или овде нападот на мојот живот, нели, од контагиозноста на вирусот. Но и потисната агресија. Прави во вас, во мене, во сите на мајката земја планета, во истиот момент кој ќе ја дознам вистината, односно агресијата што ме нападнала, 3 дисбаланси во организмот. Тоа е нормална реакција физиолошка. Да. Прво на хормоните, второ на допамин, серотонин, на гама, ги кажувам, на гама аминобутена киселина и на глутаматот. Тоа се нейромодулатори и нейромедиатори. Тие се покачуваат и сега која е реперкусијата? Она што ме плаши. Во истиот момент или во тие денови одам во анксиозно-депресивна слика која полека се инсталира во мене, а после месец, 2, 3, 5 година, ако трае таа состојба, а трае, одам во психосоматска болест. И тоа е страв од болеста. Тоа е нормален за страв. себе. Да, страв за семејството, за најблиските, така. За иднината воопшто, собствената и на најблиските. Апсолутно. Да. Кој е реален страв. Да, тоа е Значи, се нормално. Не е измислен страв тоа. Тоа е реален страв. Сега, тука има едно подпрашање. Реакцијата на една таква страхова состојба, да ја кажам стресогена, зависи од менталниот склоп на личноста врз која таа доваѓа. Но тоа се околностите во прашање. Тоа се околностите во прашање. Менталниот склоп, менталниот склоп на се една дефинира, личност ја прави одбраната. Да. Оваква, хистерична, параноична, анксиозна, депресивна и така натаму, така натаму. Дали ме разбирате? Значи, одговорот зависи од мојот ментален склоп, а мојот ментален склоп е процес што сум го развивал во текот на мојот живот. Одговорот дали е во работа? Ова сега нам ни е работа. Работата е најдобриот лек за секоја стресогена состојба. Дури ако е стресна професијата Дури и ако е работата. стресна професија, вашата професија е многу стресна. Да. Одното да ви кажам, не, значи, летачите на авиони, тие што ги летаат, контролорите, пилотите и така да. натаму, Пилотите, тоа се докажани стресогени состојби кои вашата И новинарската. новинарството, да. Значи, прашањето беше мене друго, одговорот на една таква стресогена состојба го прави мојот ментален склоп. Или ќе одам во депресија, во параноја, како рековте, ќе правам 300 чуда, или ќе го осознавам проблемот
и ќе направам сите мерки на рестрикција или превентива, оти има заштита, да можем да се заштита. Дали ме разбирате? Да. Значи, Што значи да се заштитите? Има заштита од COVID? Значи, ќе ви кажам најновиот податок од синоќ. Не знам дали у Македонија е... Јас гледам француска телевизија, одма да ви кажам, македонска гледам многу малце. Значи, во овој момент, до синоќ, во светот има вакцинирано 5 милиарди 995 милиона луѓе. Секој ден се вакцинираат 33 милиони на дози и бројката во проценти до синоќа е 38,7%. Ово ви гарантирам од француска телевизија, не од политичка, од француска, реална докторска телевизија. Што значи тоа? Тоа значи, ако се продолжи со овој интензитет на 33 милиона дози дневно, за 6 месеци светот ќе биде 70% со колективен имунитет. Тоа е единиот начин да се реши оваа пандемија. И видете, загрижувачки е фактот што во Македонија вакцинацијата е слаба, многу ниска. И на тоа погодуваат сушност теоретичарите на заговор, поточно кажано. А што мислите, зашто реков ја ментален склоп? Да. Зашо? Менталниот склоп е главниот водител и на антиваксерите, кој што за мене, морам да кажем, е лош збор, тој е злочинец за себе и за околината околу него. Најблиската прво. Јас не му земам на никого слобода, ама кога се работи за јавно здравје, во кој е загрозен и мој и неговиот живот, а и животот на неговите деца, татко, мајка, браќа, сестра, пријатели и така натаму, тогаш тука немам пардон. Сметам дека е тоа социопатска работа, која, овие заговори ги имаше, ги има и од секогаш ги имало, но во време на пандемија те има се чипови, прилично... што е апсолутно неточно. Те Еугенија ќе прави Бил Гейтс нов поредок, што е апсолутно абсурд, далеко од мозок. Те после 2-3 години ќе умреме сите што сме вакцинирани. Те ни ставаат магнети и не знам што и така. Не запрашуваат. Тоа се за мене манипулации свесни од луѓе кои имаат параноидно интерпретативни карактерни особини и сакаат да доминираат над масата со такви манипулации. Тоа се манипулации и лаги. И профитерство преку интернетот, преку социјалните мрежи всушност се гледа дека тоа е и профитерство. Помладата генерација е подложна на такви манипулации. Мојот народ сакам да свати. Нема друго решение освен вакцинацијата. Нити сум подплатен да некого публикувам ништо. Тоа е единото решение и праксата до сега покажа дека е тоа точно. И сега еден збор ќе ми дадете право, слушам доста колеги, јас имам 65 години искуство. Сум видел многу инфекции, сум видел веќе пандемија имало, има и ќе има. Тоа одмah да ти кажам. И иднината кој ќе ли биде во овие година-две, кохабитација со вирусот, тоа морам да го кажам. Значи тој вирус нема да престали одеднаш. Но и солидарност со другите луѓе, апсолутно, што подразбира носење маски, вакцинација. Се околу протоколите. Да. Зборот за протоколи, немало протоколи. Антивиротик не ми е познат осим ацикловир. Кој ги дава кај херпес симплекс, ја го дам секој ден. Ма тоа е не е против овој вирус. И вермектин го промовира сега у светот. Да. Ама одма да кажам, статистичките податоци покажаа дека има позитивен ефект, али патофизиолошкиот механизам на делувањето е непознат. Тврдам. Зборам за медицински часописи, не за политички часописи. Значи, ние и да сакаме, терапията е симптоматска. Плуривитаминска и симптоматска терапија. Ние сакаме да го заштитиме пациентот од некаква секундарна инфекција. Ама многу е битно кога ќе се јави. И сега, веројатно, оно што ги боли сите, тоа е зашто толку луѓе умираат. Пак се кажам, со моето искуство имам 4 параметри кои ќе ги кажам јавно. Првиот е вируленцијата на вирусот. Да не заборавиме, овие соеви
се 10 пати повирулентни и контагиозни од првиот сој. Тоа е многу важно. Говориме особено за Делта. За Тој е Делта, најдоминантен во моментов. Да не ги споменувам, Да. али новите соји. Да. Втората работа зависи од имунологијата на мојот организам, на тој што ќе биде нападнат. Дали е како треба, дали може да одговорат те лимфоцитите и антити така натаму, да не замарам со медицина. Стручно да не го говориме. Третиот е коморбидитетот, Добро. што е многу битен. Отиваме Претходни заболувања. претходни и тоа заболувања тешки. за кои зема лекови и кои го имат ослабнет организмот. И четвртиот е немарност, неодговорноста. Јас секој ден работам и примам по 20 на пациенти, ви гарантирам дека меѓу нив 7, 8 до 10, и ако навлезот во мојата клиника, им даваме и маска, и даваме и ракавици. Дезинфекција. Тие или ќе го закачи на раката, тоа го прибетувам, или ќе ја стави на вратот, не ја ставам. Ја ги пудам. Не веруваат дека е смртоносен вирусот. Не веруваат во големата Прво он смртност. доаѓа во болница. Јас не знам пред него или во чекалната има 5 души. Кој од тие е заразен? Да. Не разбирам. Кои се нивните објаснувања? Разговарате со тие Објаснувањето се луѓе? ментален склоп и не сакам многу да зборам. Тоа за мене простотила, ништо друго. Добро, а околу... И неодговорност Да. према себе и према околината. И јавното здравје кое го споменате. Јавното здравје. Со устав Во името на загарантирано. јавното здравје јас сум Да. должен тие социјални норми да ги исполнам. Никој не ме зима слободата. Се работи за живот, ваш, мој и на сите околу мене. Добро, околу стравот од болеста веќе говоревме, но кратко. Страв значи од смрт всушност. Зошто луѓето се плашат од смртта кога сите знаеме дека сме смртни луѓе? Ќе го викам тата Фројд. Танатос нагон постои, ќе постои. Ние го носиме тој со нас. И стравот од смрт е една нормална работа, ретко кој човек може тоа има. Да го надмине. Да го надмине тоа, нели? да, Сега кога ќе се најдете во некаква животозагржувачка состојба, како што е во овој случај контагиозноста со вирусот, тој се активира во вас. Тоа е нагонска пулзија. Тоа е нормално. Не можете да го контролирате. Меѓутоа, контролата на танатос и на сите други нагони, од има еден друг нагон што го викаме деструктивен, кој за жал владае многу мојата земја, тој е па уште поопасен. Затоа што деструкцијата моја ги уништува сите околу мене. Се што ќе каже ова убавица не е точно. И само Затоа што деструкцијата. јас знам све, она не знае ништо. Се е капитулантско, дешперантно, инфаусно и така натаму, што не е точно. Ајде кажете ми, постои во Македонија стигма. Се плашат луѓето да се лечат Во цел свет. и од физички болести, рековте се плашат и од во цел корона, но и од психолошки, психички проблеми. Како ги охрабрувате? Видите вака. Тоа дали се работи за култура некаква на изолираност? Финансиски е прилично немоćна, сиромашна државата, не премногу развиена и тоа се всушност последиците подоцна. Ќе кажам две реченици за да ви одговорам на прашањето. Нашиот живот е симбиоза на две функции. Едната се вика психа, другата се вика сома. Целта на нашиот организам, пошто закон на мајката природа, кои имат за цел да ја држат психата и сомата во една хармонија. Ама таа хармонија тоа е процес. За да ја задржите, значи треба воспитание, психофизичка обдареност, едукација, социјални норми, морални норми, И така натаму. И така натаму. Да. Сето тоа ја чини мојата, вашата и другата Но личност. како да се апелира во вакви тешки времења? Одговарам на нашето прашање. Мојот народ, благодарение на сите историски собитија, се уште е во една состојба на грч, добро, и на многу психоемотивни напливи негативни кои се во него. Сега нема суперего, се излезе на површина. Сите можат, сите се способни, не одговорни.
Зрењето на една личност, матурацијата е процес. Треба дете му е време да созрееме и да можеме на сите овие предизвици да одговараме реално, објективно, осмислено и така како што треба. Да. Дали сум јас? Да. Пациентите, оние кои пациенти се всушност најалармантни. Светот е најмногу уплашен, би рекла, за децата, за најмладите. Соочени, да, таа интернет генерација што сега се изолираше, што го губи идентитетот со маските, тоа е исто така загрижувачки фактор. Нив им помагате? Види вака, ова популација која спомињате е актуелна со последните соеви. Да. Меѓутоа, тоа е и популација во која зрењето е многу мало. И вие на едно дете од 12-13 години во пубертет да му забраните, тој ќе ви изеде. Значи, постои еден раскорак, една дискрепанца во менталниот склоп, кој се уште не е созреан, и опасноста која не демне. Јас тука не сум многу оптимист, да ви кажам право. И односу на школите треба голема работа, голема превенција. Не знам, дали мене поиќе ми одговара онлайн настава, него да бидат децата заедно. Од они сепак 30 на деца заедно. Не можете да ги одделите вие, што сакате правите. Ќе излезат на одмор, ќе бидат заедно. Едно ако има, отидува 20 други. Велите дека ковид заразата е всушност поопасна Не, за децата од психичките проблеми? Овие соеви покажа афинитет, апанажа, викаме ние, кон младата возраст. Да. Тоа е на некој начин, но зависи од протеазите на вирусот, не сакам да ве замарам. Оти во геномот на еден SARS вирус има протеази. Тие прават вируленцијата. И она што го шуфлани уште, може сум го кажал, 20 светски вирусолози не коментираа повеќе, али кажаа следното. Во геномот на SARS нашли и виделе, они виделе, а не, два нови компартименти од вирусот Ебола и од СИДА. Не коментираа. Само кажаа дека тие да влезат натре природно не можат. Само лабораториски. Добро, но тоа се предпоставки. Заврши играта, затоа не се И не е важно, короната постои, ковидот постои. Овие новите соеви се поразлични, имат протеази кои се многу поконтагиозни и за жал кон младата популација. И велите дека заразата всушност е поопасна од нивното психичко здравје. Дека е подобро да посетуваат онлайн настава. Децата се поотпорни, предпоставувам. Меѓутоа, веќе гледам дека има, синика чув дека во Козле има 20 на деца кои се на оксигенотерапија. Тоа мене ме загрижува. Тоа се 20 деца, тоа не е едно дете. Значи, тоа е една состојба која треба да сите родители на некој начин ги активира, ги мобилизира да пазат како они, така и деца. Тоа значи дека доаѓаат родителите повеќе или помладата популација повеќе кај вас? Кој го... За кај вас мене говорам. Јас деца гледам ретко. Гледам аутистични деца и деца со епилепсија. Добро. Ама со од други 20 проблеми? Души, едно дете. Ама контагиозноста не знам кој ќе ја направи. Може и детето према мене, а може и ја према детето. Тука нема. Овој сој оди и кон младата популација, во тој е проблемот. Нема медицината одговор тука. Во овој момент. Да. Зошто таа контагиозност падна? Порано беше на 40-50 години. Океј. Ма сега падна многу. И затоа сега имате вакцини. Вакцини од 12 години нагоре веќе децата се вакцинирани. И во светот имаме многу вакцинирани деца. Но во Македонија тоа не е случај. Знаете и сам. Да, многу е низок процентот на вакцинирани. Се правиме отпор и откако ќе се случи нешто, тогаш реагираме, ама некој е касно. Треба и децата да бидат над 12 години вакцинирани. Треба сите школи,
сите тие 14, 15, 17, 18 годишњаци да бидат вакцинирани. Оти во овој момент, мислам, гледам страна литература, страни часописи, главните носители на инфекциите се младата популација. Тоа е за мене закажувачко. И треба да не ги отвори очите многу, а многу тешко можете да ги дисциплинирате во тие години во кои адреналинот прави се што прави. Да, во тие години ги споменав маските кај младите, кои не само го губат идентитетот, се губи и насмевката на нивните лица. Се губи радоста, желбата за живот. Да, ма маската е единиот спас од директна инфекција. Да. И сега треба да бирате. Не може да се вага. Вирус или да бирам да бидам на некој начин 80-90% заштитен. Има тука голема разлика. Има животна философија. И треба да му се објасни на детево дека ова што го прави мора да го направи за себе, а и за нас, сите кои сме околу него. Јас знам многу фамилии кои настрада од деца. Не е убаво да го кажам. Дето го донесе дома и таткото и мајките и дедото и бабата отидоа. И сега, кој е таа совест што ќе издржи, тоа е голема загуба. И не е он крив, но тоа неодговорноста и невниманието го направија тоа што на кој никој не се надржи. Да, заради тоа е неопходно да се вакцинира и апсолутно целата популација и младата. Ја не сум некој пропагатор или да правам сега реклами вакви онакви, ама сметам дека вакцинацијата е неминовност и неизбежна. И неизбежна за сите, за да може да се створи еден колективен имунитет и тој колективен имунитет да го реши проблемот. Со тоа што, пак ќе повторам, во едната година-две ние ги живееме во кохабитација со вирусот. Меѓутоа, да не заборави мојот народ дека тие што се против вакцина да им кажам, туберкулоза веќе нема, пертусис веќе нема, вариола веќе нема и така варичела веќе нема. Зошто че да му е? Затоа што децата сите сме вакцинирани. Сите сме, да, како и децата. Значи, науката го докажа тоа. Не го кажувам јас. Науката го покажала, докажала, остварила и треба тоа да го спроведеме. Да, ви благодарам, доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар. Одиме со реклами и веднаш потоа Харис Бабачич имам интервју, тој е докторант, истражувач, епидемиолог, Каролинска институт Стокхолм, Шведска. Потоа ќе разговарам во ова студио со доктор Ирина Бухова, директорка на Државен здравствен и санитарен инспекторат и Катерина Спасовска, инфективна клиника. Останете со нас. Добро вечер за доктор Харис Бабачич, истражувач од Шведска, Стокхолм. Поточно, добро вечер, докторе Бабачич. Добро вечер, Билјан. Ме интересира како шведскиот здравствен систем ги менаџира всушност болниците. Вие имате модуларни болници, како и, впрочем, и поголемиот дел од светот, многу не ги искористивте. Но во Македонија знаете за тетовската трагедија со болницата, со модуларната болница. И прашањето е како вие во Шведска се справувате со болниците генерално. Како е обезбедувањето, например, заради тоа што имаше и неколку инциденти во Македонија токму во овие болници. Во Шведска изградија модуларни болници од кои што ги изградија војската, мислам дека ги изгради минатата година во април, чисто од предострожност во случај да има потреба нели од повеќе легла за интензивно лекување, меѓутоа никогаш не ги искористи во целиот овој период, бидејќи успеа да болниците кои што ги има на располагање ги прераспореди и да ги пренасочи за лекување COVID-19. Тука улога има долгорочниот план на Шведска, која што во последниве десетина години има направено големи измени во дизајнот и структурата на болниците, има обезбедено систематизација на болниците и унапредување на интензивните
легла на болниците. Така да тоа возможи да во еден краток период брзо, например, хируршките оделенија се пренаменат за интензивно лекување на COVID-19 и покрај тие и други оделенија. И тоа помогна да немаше потреба да се искористат овие модуларни болници. Во однос на безбедноста, значи, тие си поминуваат, нели, како и сите болници пред пуштање во потреба, си поминуваат низ посебни регулативи и контроли на квалитет. Така да, мислам дека е поинако во однос на оно што се случуваше во Македонија, каде што нели имаше потреба да се изградат тие модуларни болници на терен. Да, што се однесува до Македонија, има вистински хаос околу овие болници, не се знае кој е надлежен, се префрла практично топката на надлежност на институциите и се покажуваат дефекти во менаџирањето. Но ме интересира сега околу вакцинирањето. Бројката на вакцинирани во Шведска е прилично импозантна, има некој процент од 75% кои се вакцинирани. Како се справувате всушност со антиваксерите? Да, таа бројка од 70 и нешто е всушност се однесува на целата популација. Ако погледнете на популацијата на која што всушност вакцините им се нуди, а тоа е популација над 16 години, тој процент е повисок, односно е над 80%. Тоа значи дека поголемиот дел од популацијата е вакциниран и има желба да се вакцинира. И затоа на 29 септември, мислам дека беше, ќе имаме распуштање на повеќето мерки во популацијата. Тука би напоминал дека тоа е единствениот начин ако сакаме се вратиме во некаква си нормала или некакво си слично живење на оно што беше пред пандемијата. Единствен начин е тоа да го направиме преку вакцинација. Нормално, како и тука, има одреден број на луѓе кои што и се склони кон теории на заговори, кои што се нели во таа група на антиваксери. Меѓутоа, воглавном, институциите има многу силна вакцинална кампања, имаше многу транспарентно објавување на сите податоци и транспарентна комуникација со јавноста, и тоа возможи да се развие една доверба помеѓу народот и граѓаните и да граѓаните се одлучат да своеволно се вакцинираат. И затоа мислам дека успешноста на вакцинацијата во Шведска се должи на примарно на довербата во институциите и одличната комуникација која што Агенцијата за јавно здравје имаше со јавноста. Вие следите дека Македонија, смртноста во Македонија е прилично загрижувачка. Всушност, на врвот сме во светот по смртност од COVID пандемијата. Здравствените работници ја префрлаат одговорноста кај граѓаните, граѓаните пак ги обвинуваат здравствените работници и целиот здравствен систем дека не функционира, дека е руиниран. Како вие се справувате со смртноста во Шведска? На почетокот имавте прилично голем процент. Да, па, на самиот почеток на пандемијата, поради тој пристап, стратегијата која што Шведска имаше нешто поголема смртност споредбено со останатите земји во Европа, меѓутоа сега дојдовме, не сме се уште на крај на пандемијата, меѓутоа од прилика го гледаме крајот и гледаме дека всушност Шведска нема толку поголема смртност споредбено со останатите европски земји и се наоѓа во некаков си европски просек, како ни подпросек. Значи, начинот на кој што се соочија со таа имаше достапност на лекување за сите оние кои што имаа COVID-19 во целиот овој период и системот им пружи максимална нега и сите на време на нега, тоа би потенцирал на сите оние граѓани кои што изискуваа лекување. Нема некој си посебен магичен трик во однос дека што знам има Шведска има некои лекови кои што Македонија не ги има. Не мислам дека тоа е причината. Она што мене ми изгледа од она што го видов кога бев во Скопје некои си месец дена е дека за разлика од тука верувам дека постои голема недоверба помеѓу на граѓаните во институциите во Македонија. Поради тоа ти одлучуваат
прво има голем дел од граѓаните кои што не веруваат дека вирусот постои, дека пандемијата е сериозно нешто и поради тоа не се јавуваат на лекари. Тоа проблем е во Македонија, но што исто го забележава дека има недостаток, бар она што мене така ми изгледаше, има недостаток на јасни протоколи на ниво на примена здравствена заштита. Значи, може би во болниците постојат појасни протоколи, верувам сигурно дека на ниво на клиниките постојат јасни протоколи што и како се прави, и тие се според медицина базирана на докази, али матичните лекари, кои што се оние кои што всушност го лекуваат најголемиот број од пациентите со COVID-19, не ми изгледа дека имаат јасни напатствија што треба да прават и како и кога. Има огромен број на луѓе кои што во Македонија имаат примено лекови кои што не се индицирани за COVID-19. Прекумерни дози на ивермектин, прекумерна употреба на антибиотици, комбинации на антибиотици, од кои што матичните им ги препишуваат на лекарите, ненавремено испитување на со имеджинг техники или ненавремено испитување за тоа дали пациентите имаат ниска сатурација и предоцна може би испраќање на пациентите во болниците за понатамошно лекување. Клучно е како COVID-19 да пациентите бидат лекувани што е можно поскоро ако имаат потреба за лекување во болница. Мислам дека тоа во Македонија малку недостасува. Каде се лоцира вината е многу тешко да се направи тоа без некоја си потемална анализа од некој си независен комитет на експерти. Меѓутоа, ono што мене ми изгледа дека е клучен недостаток за разлика од тука е таа разлика во протоколите, например, немањето на јасни напатствија што се прави, каде, кога, како. Тоа мислам дека е голем проблем. Околу протоколите, објаснувањето, официјалното објаснување постојано на докторите дека всушност не може да се одреди единствен, уникатен протокол за сите пациенти. Секој е индивидуа сам за себе, организам сам за себе и не може да се наметне само еден протокол. Мислам дека тоа е погрешно објаснување. Се разбира дека секој пациент е посебно индивидуа, меѓутоа мора да има протоколи за кои пациенти со кои карактеристики како ќе се лекуваат и како ќе се исследуваат. Значи, за тоа мора да има протоколи. Тоа е едно. Второ, некои од протоколите кои што беа дадени на матичните лекари, тоа беше мислам во февруари, ако добро се сеќам, не сум баш сигурен за периодот, беа погрешни. Значи, тие протоколи кои што беа во февруари дадени на матичните лекари за прекумерна употреба на ивермектин и големи дози на витамин Д, мислам дека беа препорачени, и на антибиотици, тие протоколи не беа според медицина базирана на докази. Треба да се иследи да се види кој тим на специјалисти, кој тим на експерти ги има препорачено тие протоколи и врз основа на какви докази. Јас и тогаш, мислам дека ви исто во оваа емисија, односно пред тоа во декември, напоменував дека има нестандардизирано употребување на лекови во Македонија, за да 2 месеци после тоа се да се воведат протоколи кои што ги вклучуваат тие лекови кои што се уште не ги имаат поминато клиничките фази на испитување на лекови за да ја оправдаат и немаше доволно докази да ја оправдаат нивната употреба за лекување COVID-19. Не велам дека ова доминантен случај, не велам дека ова е случај со сите пациенти во Македонија, меѓутоа има еден добар дел од пациентите во Македонија кои што на ниво на примарна здравствена заштита мислам дека не добиваат добар третман. Нема доволно медицински персонал во Македонија, тоа се обвинувањата на граѓаните и не се ни обучени некои од медицинскиот персонал соодветно и токму заради тоа цели семејства беа во Тетовската модуларна болница. Смее ли во Шведска да присуствуваат и да ги лечат, да ги негуваат пациентите од COVID токму семејствата, како тоа што е случај со Македонија? Апсолутно не. Значи, тоа не е само прашање на Шведска, тоа е прашање на било која земја. Значи, на ниедно инфективно одделение не смее да влезе ниеден член на семејството во состојба кога имаме пандемија на респираторен вирус. Точка. Нема дискусија околу тоа.
што е апсолутно погрешно. Ако имаме недостаток на кадар, владата треба да најде начин како вработи нов кадар во еден краток период. И постои начин да тоа се направи. Апсолутно, и да се тој кадар се истренира ако треба во тој краток период. Тоа е апсолутно неоправдано. И не знам како е дозволено тоа, меѓутоа тоа е погрешно. Ја разбирам дека македонскиот здравствен систем има еден долг период на недостаток на ресурси, не е ова само прашање на сега. И пак ќе речем, многу е тешко да ја лоцираме вината, да кажеме ваму или таму, затоа што ова е нешто кое што во тек на еден долг период на години на неинвестирање во здравството, кое што ги покажа сите слабости во состојба на пандемија. Меѓутоа, ако досега не сме го направиле тоа да го коригираме во текот на овие година и пол, мора да го коригираме сега. Апсолутно е неоправдано тоа дека мора семејството на пациентите да доаѓа да им помага на своите на заболените од нивните семејства во состојба на пандемија. Тоа ја не можам да разберам тоа. Да, и уште ова околу протоколите веќе споменавте, но еден од протоколите се разбира и земање на PCR тестови. Граѓаните обвинуваат дека нема термини соодветни, навремени практично термини за PCR, а приватните PCR се скапи за граѓаните согласно финансиската немоќ, односно финансиската состојба. Каква е ситуацијата во Шведска? Мене ми е нејасно се уште, значи за ова говорев и пред некои 8 месеци, мислам дека исто во оваа емисија. Да. Мене ми е нејасно како приватните болници не се ставени под регулација на државата. Значи ние сме во состојба на пандемија. Јас разбирам дека приватните болници треба да имаат своја одредена слобода во нивното делување, меѓутоа тоа не е случај во состојба на пандемија. Така да тие мора да бидат ставени под некаква си национална стратегија која што ќе регулира каде, кој, како може да се тестира, да не може секој да се тестира туку така како ќе му текне, доколку имаме ограничен број на ресурси, односно доколку имаме ограничен број на тестови. И требаше да се работи на тоа да се искористат капацитетите кои што приватните здравствени установи ги имаат, меѓутоа тоа биде подкапа на некоја си национална стратегија. Исто и во однос на достапноста на лекување. Мене ми е повторно нејасно како е возможно да приватните болници наплаќаат ненормални суми на пари, говориме за илјадници евра, во една ваква кризна состојба во каква што сме, да тоа не биде ставено под државна капа. Да не биде регулирано кој, каде, како ќе се лекува. Така да, тука е тоа не е стварно прашање. Значи, има национален систем за тестирање, национален систем за кој може да се лекува, каде и како. Така треба да се направи и во Македонија со приватните здравствени установи. Тоа е случај во Шведска, предпоставувам, така се менаџира процесот. Тоа е случај и во Шведска, тоа е случај и во повеќето развиени земји, колку што јас сум запознаен, дека има можности да се тестира некој доколку сака приватно да се тестира, за патување што ја знам, тоа е и тука може тоа човек да го направи. Меѓутоа има национален систем за тестирање кој што мора да ви обезбеди тест доколку вие ги исполнувате критериумите за тестирање, кој што државата ги има воспоставено во тие. Говорам државата, велам институциите ги има воспоставено во тие критериуми во однос на таа стратегија која што имаат за тестирање или лекување. Така е во Шведска. Доколку, например, имате симптоми или се сомневате дека имате COVID-19, дека сте имале некаков си ризичен контакт, националниот систем преку апликација можете да се ви овозможува да се пријавите и да се тестирате во некој од центрите кои што се во местото на живење. И тоа го покрива, сите трошоци ги покрива државата. У случај ако сакате да патувате, тогаш вадите сертификат од некаква си приватна установа.
али кога станува збор за болест, тоа мора да биде покриено од државата. Да, добро е да знаат македонските граѓани дека плаќаат здравствено осигурување и зошто го плаќаат токму за вакви услуги, особено во време на пандемија, онака како што развиениот демократски свет работи. Доктор Харис Бабачич, ви благодарам за овој разговор. Тоа беше Харис Бабачич, истражувач од Каролинска институт, Стокхолм, Шведска. Благодарам многу на поканата. Благодарам. Пријатно. Магистрирано. Харис Бабачич, епидемиолог од Стокхолм, Шведска. Го гледавте, а добро вечер за моите гостинки. Ирина Бухова, директорка на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Катерина, добро вечер. Доктор Катерина Спасовска, инфективна клиника. Ви благодарам на двете што сте гости во анализа. Го гледавте Харис Бабачич, прилично е критичен сушност. Говоревме и за загрижувачката смртност, алармантната смртност во Македонија, заради што има многу фактори, но еве да почнем од вас, докторке Бухова. Што сметате? Кои се клучните фактори за оваа смртност, која е на врвот во светот? Како човек кој доаѓа од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, не сум повикана да одговорам на ова прашање, меѓутоа како доктор кој функционира во овој систем, можам да кажам дека оваа бројка, да, факт е загрижувачка. За да се одговори точно кои се причините и што доведува до оваа бројка, сепак треба една поопсежна студија која мислам дека веќе на сите нивоа се работи. Тоа би било едно севкупно истражување кој ќе ги собере сите компоненти, сите податоци за секој од еден починат, за жал, пациент, почнувајќи од матичниот доктор, ама следејќи и генезата на развој, не само на оваа болест, туку развојот на тој пациент до моментот додека е инфициран со SARS-CoV-2. Клиничарите подобро ќе го кажат тоа, меѓутоа, ништо не е без причина и сето ова, за да добиеме еден целосен научно издржан одговор, ќе треба една обсежна студија, едно мултидисциплинарен поглед на состојбата која денеска ја живееме, за да после тоа бидеме сите спремни за некој нов предизвик. Добро. Што значи обсежна студија? Само да ве потпрашам, па одиме со доктор Спасовска, да чекаме да заврши ковид пандемијата? Не, обсежна мислев на анализа на секој еден параметар. Не беше ли доволна една година, повеќе од една година? Тоа е моето прашање. Не изборам за временски дали е доволно. Обсежна мислам на инкорпорирање на секој параметар индивидуално на секој од овие пациенти. Па затоа и ве прашам, не беше ли доволна оваа година и пол да се некаква студија да се презентира? Сигурно нешто се работи. Во институциите кои за тоа се наменети, сигурно дека не се замижува. Так, но јавноста не видела некакви резултати. Не само тоа, резултати. може би е се уште рано за да се кажат конкретни резултати од вакви студии, од вакви анализи. Еве, нека не биде студија, да бидат стручни и издржани анализи. Добро. Доктор Бухова ве нарече клиничар и многу полесно можете да ги детектирате, да ги лоцирате всушност причините за оваа голема смртност. Работите, докторке Спасовска, на инфективната клиника во Скопје. Јас можам да зборувам од аспект на она што ни се случува клинички со пациентите. Не можам да ги коментирам сите оние останати фактори, бидејќи се работи за инфективна клиника која што е терцијарно здравство, значи кои што ги гледаме најтешките случаи кои што доаѓаат и од секундарното здравство и од матичните лекари. Значи ние ги гледаме во на покасна, потешка форма кога веќе имаат потреба за лекување на тешка форма на ковид. Добро. И навистина можам да кажам дека се работи за едно мултисистемско заболување. Станува збор точно за еден респираторен вирус, но тоа е само патот на навлегување на вирусот. Да. Потоа го напаѓа цел организам. Буквално цел организам. Го разорува. Па, еве, нека биде и го разорува. Значи се случува еден неконтролиран
екстензивен имун одговор, кој што практично ги оштетува и сопствените ткива, сопствените крвни садови и до најниско ниво, значи терминалните крвни садови. Тоа значи дека и најмалите ткива, а особено виталните органи, остануваат без доволно исхрана, без доволно кислород и настанува нивно оштетување. Она што морам да го спомнам е дека предикција на кога кој пациент ќе влоши, особено со овој делта сој, навистина невозможно е да се направи. Имаме пациенти кои што и редовно доаѓаат и кај матичните лекари, и кај нас неколку пати на клиника би ги провериле, лабораториски параметри уредни, на рентгенграфија нема некој значаен наод, и потоа за ден-два значено настапува нивното влошување. Практично и пред очи ни се случува со сиот третман кој што го правиме, да пациентите ни влошат токму од причини на неконтролирана инфламација, која што, за жал доведува и до смртен исход. Но овој ковид вирус не е ексклузивно, како што велите, како напаѓа ексклузивно само во Македонија, но сепак смртноста е огромна. Кој е вашето објаснување? Па потоа ќе одиме кои се објаснувањата граѓаните што велат, најчестите нивни аргументи и на здравствените работници, можеме и за тоа да говориме. Што велите вие? Исто така, не сум во позиција да одговорам на тоа прашање, бидејќи јас го гледам само на клинички аспект. Ги гледам оно што се случува со пациентите. Дали предоцна доаѓа? Тие пациенти сигурно имате увид во тоа. Претходно и ви спомнав дека нема параметри по кои што може ниту матичниот лекар, ниту ние да бидеме сигурни дека токму тој пациент ќе влоши, па еве тој ќе го испратиме на клиника. Дури ни ние не знаеме кој од пациентите, а исто ги третираме практично по нашите протоколи за третман, и кај едниот пациент ќе настапи подобрување, кај другиот ќе влоши. Треба да се земе во предвид дека дел од пациентите и не се ни свесни дека имаат одредена коекзистентна, викаме коморбидна состојба, тоа што е познато веќе, дека кај нас пациентите ни умираат заради постоење на коморбидност. Меѓутоа голем дел од луѓето не ни знаат дека имаат. Млади луѓе со хипертензија никогаш не измериле крвен притисок. Тоа е таа култура, всушност, на живење, односно не култура за грижа на сопственото здравје. Ова смртност може и со тоа да се објасни, едноставно здравствената култура тука и Шведска секако не е иста. Така да и тоа треба да се земе во предвид. Смртноста на овие неинфективни кардиоваскуларни заболувања, цереброваскуларни заболувања, диабет во светот и кај нас исто така не е иста. Ако тоа е контролирано долготрајна болест, кај нас луѓето помалку имаат навика да тие состојби ги контролираат, што може би е една од причините за ваквата смртност. Анализата што ја спомна доктор Бухова е во тек и е под капата на Министерство. Секако може би ќе треба да се направи и генетска анализа на нашата популација, која што ќе биде еден од факторите што може би ќе објасни смртноста, како еден само фактор кој што ќе допринесе за разјаснување на нешто. Да, но и нас ќе ни значи, навистина, нас ќе ни значи зашто пациентите толку ни умират, а правиме се што треба да правиме, исто како што прави светот по упатствата што постои. Да не ја префрламе вината, што велите кај граѓаните, туку кај државата, кај здравствениот систем, да се превенираат болестите всушност од страна на властите, на здравствените власти. Онака како што тоа го прават западните земји, заради тоа и смртноста, да не велиме дека здравствената култура е ниска, за тоа треба да се загрижени властите и да работат на тоа. Значи, во старт, секоја превентива е многу поевтина, а по-значајна од куративата. Меѓутоа, зборуваме за состојба на пандемија. Ако збориме за предпандемискиот период, значи за едукација на доктори, едукација на население, едукација на најмалите деца во школските возрасти, тоа е друго прашање. Сега збориме за една актуелна состојба пандемија, која ја живееме 20 на месеци наназад, не само ние, ја живее цел свет. Веќе неколку пати сме напоменувале дека оваа пандемија ги извади од под тепих сите ставени и заборавени проблеми кои ги има нашиот здравствен систем. Да не збориме за здравствените системи надвор. Ако добро се сеќавате сите, кога почнавме во оваа пандемија, се соочивме со пандемијата со само 30 на епидемиолози. Колегата кој пред нас збореше е токму епидемиолог. Меѓутоа, ние, нашиот здравствен систем,
ја пречека оваа пандемија со едва и 30 епидемиолози, кои мора да бидат столбот и да повлечат се што потоа изискуваше и бараше од нив пандемија. Тоа е премала бројка, дефинитивно. Апсолутно премала. Еден епидемиолог не се ствара преку ноќ. Самата специализација трае 3, 4, 5, колку и да е години. Меѓутоа, тоа не значи дека тој веќе е спремен да влезе во жар на една ваква пандемија. Да. Значи, што сакам да кажам? Ние влеговме во пандемијата и таа ни ги покажа сите негативности, односно сите дупки кои ги имал системот со децени пред тоа. Влеговме со многу мал број микробиолози. А микробиолозите беа тие кои мора да излезат на терен со сите овие потребни, непотребни, префорсирани или немање термини за ПСР. Да не зборам за инфектолозите. Колешката сама ќе каже колку инфектолози беа пред 20 месеци и со кој капацитет они излегоа да се борат со SARS-CoV-2 вирусот. Секако дека тука се и другите специјалности. Интернисти, анестезиолози, меѓутоа, за почеток, токму како одговор на вашето прашање, пандемијата ни ги откри сите негативности, се што беше ставано под тепих во изминатиот. Експлодираше на најлош начин. Секоја пандемија прави експлозија, затоа е пандемија. Во овој контекст за кој говорите, руиниран здравствен систем. Нас не суочи со есенцијалните недостатоци. Не можевме да имаме се, ги немавме епидемиолозите, ги немавме инфектолозите, ги немавме микробиолозите. И тука веќе мораше да се направи ургентна субституција, односно преквалификација или дообука, или ротирање на персонал, за да може да се пополни недостатокот од кадарот кој беше потребен на првата борбена линија. Тоа е објаснувањето. Јас само и да дополнам. Мислам, ние сме на клиниката, викам, ние сме единствена институција која што има интензивна нега, која што нуди опција и за механичка вентилација, и за хемодиализа на инфективни заболувања, па дури и предходно, пред ковидот, практично сме третирале и неинфективни заболувања во рамките на клиничкиот центар за интернистички состојби кои што имаат потреба од интензивно лекување. Карел повеќе се занимава со хирушките заболувања, кардиолозите со коронарната единица и практично единствено тоа е одел со 6 легла каде што ние работиме уште за збринување на најтешките пациенти со инфективни болести. И се рачунете вие со тој капацитет да збринеме една ваква масовна појава на инфективна болест. Не се доволно легла, не е доволен медицински персонал. Значи, едноставно, леглата сега ние ги проширивме, практично. Меѓутоа, персоналот е тој кој што е. Така да... Да. Тоа ли е објаснувањето, докторке Бухова, со тетовската трагедија, ова што сега го говориме? Недостиг на медицински персонал. Видовме дека цели семејства се грижеле за своите најблиски, за болните пациенти и заедно со нив и изгореа. Мислам дека не можеме право пропорционално да го споредиме ова што сега го зборевме и ситуацијата која беше трагедијата од 8 септември. Но се сведочеа тие луѓе дека поради недостиг на медицински персонал биле принудени, присилени да се грижат за пациенти, за своите. Вака, јас и во овој момент ќе кажам дека се што се случувало за жал на таа трагедија во Тетовската болница, во овој момент не можеме да дискутираме, тоа е ситуација која е под истрага и ја води јавното обвинителство. Не знаеме што се случувало таа ноќ и тој ден претходно, сите ќе ги чекаме информациите кои ќе ги добиеме од истрагата. Меѓутоа, не можеме да ги поврземе ова што зборевме за недостаток на кадар во моментот кога изби пандемијата и недостаток на кадар после 20 месеци. Веќе напоменав дека сите се преструктуиравме. Имаше и ќе има ротирање таму кај што треба и не можеме така право пропорционално да кажеме дека во овој момент немаме кадар. Значи, постои план, ротирање, тоа што го спомнав на почеток, беше за моментот кога ние се соочивме со пандемијата. Ако покаже истрагата дека немало доволно медицински персонал кој би се грижал за пациентите, што ќе кажете на тоа Да видиме што ќе каже истрагата.
Ние ќе ги чекаме Тие сите. семејства тоа го тврдеа. Јас не можам да кажам ни да, ни не. Да. Меѓутоа кажувам дека истрагата ќе каже зошто тие луѓе биле присутни таму, таа вечер и тој ден. Вие направивте пред некој ден вонреден инспекцијски надзор, документот веќе е лиферуван и објавен во модуларните болници, значи инспекцијски надзор и се е совршено. Од она што го гледам заклучок, од спроведените инспекцијски надзори не се констатирани недостатоци. Никакви. Не се констатирани недостатоци од доменот на тоа што го инспекторира Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Тоа сте вие. Имено, да. Што не го раководите. Така е. Да. Меѓутоа збориме за што, за кои недостатоци. Значи не се констатирани недостатоци, ги имате таму наведено од аспект на закони кои ги инспекторира ДСЗ. Да. Но тука пишува дека еве за нега на пациентите се грижат болничари или сестри за нега, забранета е посета во моментот на надзорот, не е затекнато присуство на надворешни лица. Вие сте правели исто така инспекцијски надзори во Тетовската болница, модуларна која изгора. Така, да. Да. И не се забележани семејства, надворешни лица кои се грижат за пациентите? Во ковид центрите не. Во моментот на инспекцијскиот надзор. Значи, записникот кој се доставува до раководителот на инфективното оделение или на ковид центарот ја рефлектира моменталната состојба. Во моментот кога инспекторот бил на надзор, не затекнал цивилни лица. Но тоа ништо не може да значи. Како добро ако ве разбирам. Во моментот нема луѓе. Така? И потоа може во секој момент да Ако дојдат. збориме хипотетички, да. Ако збориме од друг аспект, дали е потребно секој пат да има инспектор или некој кој ќе ја контролира ситуацијата да влезе или не влезе цивил? Не инспектор. Обезбедување. Предпоставувам, обезбедување има. Значи, секој менеджер ја регулира, односно тој е одговорен за функцијата, како функционира неговата институција. Да. Од обезбедување па до обезбедување на високостручна нега. Јас зборам за состојбата која ја затекнува инспекторот кога влегува во ковид оделението, Да. ковид центар или инфективно оделение. Кај вас има инспекцијски надзор, предпоставувам, исто така? Исто така, санитарниот инспекторат важи и за нас. Има Да. неправилности во овој контекст? Семејства дали се грижат за Не. своите пациенти? Не, апсолутно. Од почетокот на пандемијата исклучиво е забранета посетата на сите пациенти кои што се хоспитализирани. Ние затоа сме одредиле одреден тајминг на телефонско слушање со семејствата, со фамилиите, во кој временски интервал секогаш е достапен лекар кој што го води пациентот од пациентите и може да поразговараме за состојбата на пациентите, како они би имале едноставно увид во она што се случува со нивната здравствена состојба на најблиските. Дел од пациентите ги имаат и своите мобилни, така што можат да се комуницираат со семејствата. Би признал ли некој дека всушност доаѓаат семејства? Ја не само што не признавам, туку тврдам дека тоа не се случува. Не за вас, говорам со случајот со Тетовската болница, сведоштвата беа такви, се разбира, и велите истрагата ќе покаже. Има ли обезбедување во болниците? Се гледа дека не постои. Таков надзор дали правите? Дали има обезбедување? Се уништуваат таблите за струја? Доторот за кислород во Тетовската болница беше уништен? Не е во ингеренција на Државниот санитарен и здравствен инспекторат ова што вие го наведувате. Не. Не. Обезбедување, кислород, ПП апарати, тоа не го контролира Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Добро. Постојано се префрлаат надлежностите од една институција во друга и тоа и вие го гледате. Никој не е виновен во Тетовската болница, општината тврди дека не е виновна, институциите, Министерството вели исто така. Кој е вашиот впечаток? Се знае ли во оваа држава кој е надлежен? Сигурно дека се знае. За се има законски регулирани постапки. Јас можам да зборам за надлежностите и тоа за што е одговорен Државниот санитарен инспекторат. Вие сте одговорни и за протоколите во училиштата и во градинките. Се почитуваат ли таму протоколите? Од 705 средни и
705 основни училишта и 115 средни училишта. Имаме извршено вонредни инспекцијски надзори некаде на околу 300 од училиштата. Генерално се почитуваат. Се почитуваат протоколите кои се донесени за изведување на настава со физичко присуство во овие услови. Невозможно е да се носи маска, тоа и вие сами знаете, особено младите генерации. Невозможно додека се начасиви? За нив, за нивното здравје. Не За би рекла- физичкото се неопходни, но за нивното ментално здравје се тешки за носење. Како тоа се контролира? Па не знам јас дека е невозможно. Мислам, имаме секакви студии и до клиничарите и до кај нас тасуваат, дека е невозможно. Чувствуваат дека е невозможно, не дека е невозможно како фактичка состојба, туку чувствуваат дека им е тешко да носат Секако младите. дека не е вообичаено, Да. дека не е, да речеме, толку лагодно да се носи, меѓутоа, од друга страна, воколку се согледат бројките кои претходно и вие, со кои ја почнавте емисијата, Да. мораме да го избереме реалното. А реалното е дека маската не штити нас и ги штити тие околу нас. И да бидат вакцинирани, се разбира. до она што Имунизацијата е акцентот на сето ова. Да. Неопходно е, да. Така е. Имунизацијата е тоа што ќе не спаси и ќе не доведе до крајот на оваа пандемија. Да. Во Македонија знаете дека постојат руинирани училишта каде што е невозможно всушност да се спроведуваат вакви ковид протоколи. За тоа говореше и во интервју со мене омбудсманот Насер Зибери. Како се справувате со тие училишта, со тие деца кои каде што нема вода, канализација? Тоа е премногу тешко. До овој момент во Државниот санитарен и здравствен инспекторат нема стасано представка од правобранителот, токму на оваа тема. Со правобранителот на дневна основа комуницираме, писмено секако, меѓутоа токму на ова ние немаме забелешки дека има било какви недостатоци во однос на училиштата во руралните предели, Да. како што ве разбрав. Од моите сознанија, бројот на ученици во руралните предели е многу помал од бројот во урбаните. Така да таму, од аспект на почитување на протоколите, е многу полесно во однос на руралните средини, каде што има многу поголем број на ученици. Меѓутоа, не сум во тек на конкретните забелешки кои ги има правобранителот, за да можам да ви одговорам. Да, добро. Вие како клинички доктор, многу е важно, всушност говориме за колку се апелира постојано да се вакцинира популацијата. Вакцинирани пациенти, кој е процентот на вакцинирани пациенти кои се хоспитализирани кај вас? Исклучително е многу помал од процентот на невакцинирани. Незначителен е тој дури процент. Дури ни оние кои што ни се хоспитализирани се со главно средно тешка или полесна клиничка презентација. Почесто тие пациенти се исплашени, ги гледаме во амбуланта, бидејќи еве се вакциниравме, па се уште сме позитивни, меѓутоа многу мал дел од нив имаат потреба за болничко лекување. Така што оние најтешки критични болни пациенти главно се во пулот на невакцинирана популација. И тоа ни е мотив да ја само уште повеќе нагласиме потребата да се вакцинираат. Кои се причините? Што велат? Се плашат од вакцина, а не се плашат од смртоносниот вирус? Индивидуални се причините, навистина. Значи, они кои ќе осетат веќе дека болеста е тешка, дека имаат потреба од кислородна подршка, дека се измачуваат, дури тогаш фати, требаше да се вакцинирам. Ретроградно некако ги доживуваат нештата. Така што постоја и дел од кампањите, пропагандите кои што кажуваат дека вакцината е штетна, дека не знаеме што ни ставаат, дека влие, не знам, на стерилитет, на бременост. Нели сите можни ситуации кои што самите ги знаете се шира, особено по социјалните медиуми, кои што се против вакцинацијата. Едноставно луѓето помеѓу ова некој лесен вирус кој што може ќе го помина и дали нешто да внесам кој што не знам ќе ми направи автоимуна болест или малигна болест некогаш во животот, избира да го фатат вирусот, да се заразат некако, не знаејќи дали баш кај нив ќе биде токму тешката клиничка слика на оваа болест. Но граѓаните се жалат дека термините за ПСР тестовите, и за тоа го прашав и Бабачич, ги добиваат предоцна, кога е веќе предоцна.
заради тоа што да се тестираат во државните институции, здравствени установи. Прескапо е за некој од нив да прават тестирање ПСР во приватни установи. Понекогаш е доволно збориме за клиничар, за лекар, по препознавање на клиничката презентација, по и особено важна епидемиолошка анкета, значи ќе направи муабет, контакт, имало, немало, носење маска, затворен простор и со одредена симптоматологија која што е асоцирана на COVID, па да се постави сомневање и да пациентот го изолира, па да стигне и до термин. Значи, не за секоја болест ние взимаме брисеви од грла, од носеви или било каква анализа, ако знаеме дека таа клиничка слика одговара на податоците што пациентот ги знае, за да ја поставиме суспекцијата. Еве, ќе ве прашам вас, господјо Бухова, нели се менува таа одеднаш клиничка слика и вие за тоа говоревте, преку ноќ? Да, ма тоа е веќе кај потврдени пациенти. А кај непотврдени? Кај непотврдени пациенти. Седа дома, седа дома и подоцна потоа е предоцна да одат веќе во кога ќе дојдат на лекар, ќе направиме брз тест. И потоа, добро се извинам, кажете. Ќе направиме брз тест и ќе потврдиме. Не е ли тогаш предоцна? Не, апсолутно не. Ние клиничката слика што ја гледаме е сосема доволно да поставиме суспекција дека се работи за COVID или не. Добро. Се согласувате ли она што го говореше Бабачич дека за сите граѓани всушност треба да има ПСР тестови кои се бесплатни? Државата треба да се погрижи за нив заради тоа што плаќаат здравствено осигурување. Тоа е друг а не момент. да зависат од приватните установи кои не можат да се ги дозволат. Тоа е друг момент за кој јас не би можела да дискутирам, затоа што тоа не е моје ниво на, не е одлука која би требало јас или колешката да ја носиме. Не одлука вашиот став. Клиничарите се тие кои најдобро ги согледуваат работите од терен. Нивните согледувања се тие. Сите ковид центри, сите ковид болници имат брзи тестови. Значи, тие брзи тестови буквално се доволни да направат тоа што е доволно за пациентот при прием. Но тие не се 100% сигурни, тие брзи тестови. Но затоа се асоцираат со клиничката слика, нели се? Добро. Така да треба коцките да се склопат за да поставиме диагноза. Нема нешто Ако е негативен, а клиничката слика е лоша, ќе почекаме, ќе направиме за некој колку се време се чека, не е ли предоцна, она што граѓаните велат, но и здравствените работници дојдоа предоцна. Значи немале ПСР, имале слаба клиничка слика и потоа станува таа бурна клиничка, завршуваат кај вас во болница и одеднаш смртта доаѓа. Бројката на смртност станува огромна. Така сега го зборуваме за идеален здравствен систем и не знам најбогат здравствен систем. Не говориме за пристоен, говориме здравствен систем, не за идеален. Да, може да и во Шведска нема идеален. Може да правиме ПСР на секој 2 сати. Меѓутоа, тоа се треба да биде во контекст и на состојбата на пациентот, и на клиничката презентација, пошто многу пати пациентите ги злоупотребуваат и работи. Сега на секој течење на нос ќе правиме ПСР тест. И тоа не оди, нели? Немаме ни такви услови и можности за тоа да се направи. Значи затоа викам, матичните лекари се тие кои што си ги следат пациенти, кои знаат кога да индицираат тест. Ако има сомневање дека се работи за позитивен или суспектен случај, ќе го изолираат, кога ќе дојде момент ќе се направи тестот и не живото загрозувачки моментот на правење на тест. Ако е лоша клиничката слика, па ние гледаме пациенти и без тестирање, ќе ни дојдат со лоша презентација, веднаш взимаме тест. Ако е тоа ковид, го хоспитализираме и го третираме. Бабачич во интервјуто говореше за непостоење на протокол во Македонија. Матичните лекари дека немаат соодветен протокол, болниците дека немаат протокол, дека се дава антибиотици, ивермектин во изобилство, и дека тоа не е во ред, тоа не е заеднички протокол некаков. Јас навистина морам да го демантирам колегата, затоа што ние 2 години не работиме на слепо, нормално. Имаме упатства и тоа од првиот случај кога дојде на ковид на клиниката практично, имаме упатство за лекување кое што е во согласност секако со препораките на Светска здравствена, меѓутоа и во соработка со универзитети со кои што клиниката соработува, така што упатствата се ажурираат
на она ниво на кое што и во светот препораките се менуваат. Ако се сеќавате на почеток, се спомнуваше кинините како можност за лекување. Се спомнуваше сумамедот, па еден антиретровирусен лек калетра, кој што Па и се дава. сумамед се даваше. Затоа викам, ама сега веќе не се дава. Кинин се даваше, сега веќе не се видите, дава. во светот се работело како се менуваат и светските трендови и како кажуваат да тој лек делува или не делува, така и вие нашиот, постапувате? Апсолутно да. Оно што е инсуфициентно е тоа што нема етиолошка терапија. Значи и светот ја нема. Значи нема лек кој што делува на вирусот, го уништува и завршува болеста. И сега во отсуство на таков лек, сите препораки, особено за амбулантските пациенти, буквално се само супортивна терапија. Тоа значи симптоматска. Ние кој ќе му дадеме на пациент витамин С или само парацетамол за температура, како да не сте му дале ништо, не ви верува. Самиот, ама за секој случај да не ми се спушти. Значи и самите пациенти бараат нешто. На своја рака земаат. Не, дури и бараат, има Добро. пресија кон лекарот да нешто препише за секој случај, па да не му се случи. Тоа зборам за амбулантски. И за амбулантски пациенти сите протоколи, сите препораки се тие. За болничките пациенти секако има упатство за лекување, кое што се ажурира, кое на Сдруженијето на инфектолози го има споделено со сите инфектолози во државава, кај нас на стручен состанок се дискутираат промените и на тоа ниво се поставуваат принципите на лекување на пациенти. Добро, на крај сме на оваа емисија. Јас ви благодарам што бевте гости во анализа Ирина Бухова и Катерина Спасовска. Благодарам за Благодарам. Ви благодарам што не гледавте, пријатно.